И добар ден да ви посакам на сите, драги мои. Значи, дојдовме во едно ново видео, евесне. Денеска почекавме малце се задолжна со работата, меѓутоа имавме и некои други обврски да завршиме. Во нареден пат ќе се потрудам побрзо да донесувам нови видеа. И денеска доаѓаме со едно ново возило, значи станува збор за Volkswagen Golf 1.6 TDI, 105 конски сили. 105 конски сили, погоден за дури и за почетници, значи слободно може да го вози и почетник млад возач. Кога сме кај Голфот, значи тоа е 2010 година и почнуваме, како и секогаш, почнуваме од внатрешноста. Обично така сакам да го представам. Нема потреба да зборуваме што има, дали има клима, има високо ниво на опрема. Нема, како и во претходното видео, нема да го фалам. Едноставно ќе ви прикажам тоа што треба да се прикаже. Тоа е интериерот на возилото. Во иднина ќе се потрудам да најдам повеќе, значи дали тоа ќе биде еден серијал каде што ќе снимам само возило типот Golf, Volkswagen Golf или од марката Volkswagen, меѓутоа ќе се потрудам да најдам повеќе возила што се во моја близина да ви ги прикажам. И сега почнуваме со надворешноста. Малку ќе се оддалечам, да можете да имате комплетен увид на возилото, таму кај што треба ќе доближиме. Знаете, ваквите работи порано ви кажав, значи правам видео снимка заради тоа што сакам да имате целосен увид на возилото кое што се снима. Колата има одлични гуми. Доколку нешто малце се забележува некои каросериски ситници и недостатоци, тоа ќе се види, меѓутоа во главно ова возило ги има многу малку. Ќе оставам снимката да зборува сама за себе. Стварно убаво сочувано возило. Ати како моја лична сугестија. Повторност на кај гумите. Зборови не се потребни, едноставно погледајте. Оваквите видеоснимки ќе ви помогнат од кој било дел од Македонија да се наоѓате цен комплетно, да имате еден увид на возилото во какво состојба се наоѓа. Ето, сигурно не е исто како и на сликите, знаете што гледам.
Што да го погледнете и да го слушнете моторот, мислам дека ќе имате прилика да го слушнете неговата работа. Стварно немаше да се даде направен е комплетен сервис на возила. Значи нема моабет. Инаку возилото регистрирано цела година. Се вози по потреба, за домашни потреби. Тоа е тоа, луѓе, уште да прашам за телефонскиот број, на кој што би се јавувале, истото ќе го пишам, ќе го имате понатаму во описот на видеото и телефонскиот број, меѓутоа, како ти беше бројот? Бројот како ти беше? Добро. 075 568 080 075 568 080. Барајте го Роберт. Значи во претходното видео ви кажав, со мене не разговарате за цени на возилото, не разговарате ништо во врска со пазар и такви работи. Јас сум едноставно да го снимам и да го прикажам возилото. Ви благодарам многу за гледаноста, се надевам че ви се допадне видеото и доколку ви се допаѓа, споделете го на некои своји пријатели кои што имаат потреба да купат возило или едноставно само споделете го. И притиснете лайк и subscribe доколку ви се допаѓа, посебно subscribe, затоа што тоа вас навеќе што ништо, мене ќе ми помогне да го развијам и понатаму овој канал. Ви благодарам многу за гледањето. Пријатно.